Поради фактот што бугарската историографија и пропаганда тврдат дека наводно македонците имале бугарски етнички корени, во продолжение ќе покажеме како настанала денешната бугарска нација и тоа користејќи се исклучиво со бугарски и релевантни стратски историски извори. Прв познат народ што живеел на територијата на денешна Бугарија биле тракијците. За тракијците се знае дека етнички и културно биле различни од своите соседни антички македонци кои претежно живееле на територијата на денешна Македонија. Еден од најистакнатите бугарски историчари на сите времиња, академик Димитар Ангелов, во својата книга Создавањето на бугарската народност, објавена во Софија 1971 година, пишува дека тракијците живееле речиси исклучиво на територијата на денешна Бугарија. Тракијците се првото население во источните краеви на Балканскиот полуостров, а посебно на територијата на денешна Бугарија, за кое население постојат писмени податоци. Не само Димитар Ангелов, туку и речиси сите бугарски историчари кои пишуваат за настанокот на денешната бугарска нација, своите дела ги почнуваат со тракијците како први познати жители на Бугарија и како еден од етникумите кои подоцна ќе го дадат својот крвен и културен прилог во создавањето на денешната бугарска нација. Значи, бугарската историографија, сосема оправдано, како нераскинлив дел од историјата на бугарската нација, ја смета и историјата на староседелците во Бугарија, тракијците. Ова значи дека бугарските историчари индиректно ја опишуваат Македонија и незиното население од бугарската етногенеза, бидејќи во Македонија тогаш живееле античките македонци, кои биле различен народ од тракијците и биле нивни први соседи. Во врска со ова, бугарскиот академик Ангелов пишува: Западни соседи на тракијците биле и редица македонски племиња, кои во првото илјадитие пред нашата ера населувале голем дел од денешна Македонија и кои во 5-тиот век пред нашата ера создале една прилично силна држава, чиј прв владетел бил Пердика. Во однос на етничкото потекло на македонците постојат различни мислења. Некои истражувачи сметаат дека тие биле грци или сродни со грците, но поверојатно е да се прифати мислењето според кое тие биле самостоен етнос. Значи, денешните македонци немаат никаква етнокултурна врска со тракијците, кои пак според официјалната бугарска историографија биле еден од трите главни етникуми што ја создале денешната бугарска нација. Академик Ангелов пишува дека во времето на завладувањето на Балканскиот полуостров од страна на римјаните, бројот на тракијците во балканските земји изнесувал околу 900.000 и дека најголемиот дел од нив живееле на територијата на денешна Бугарија. Односот помеѓу античките македонци како доминантни жители на Македонија и тракијците како доминантни жители на Бугарија во антиката бил турбулентен и се состоел од чести меѓусебни војни. Тракијците долго време биле завојувани од страна на македонците. Во книгата Историја на Българија, објавена во Софија 1954 година, во првиот том на страна 28 подетално се опишани тракиско-македонски војни. Завојувачката дејност на македонците во времето на Филип II во нашите земји се развивала непосредно со известна колонизација и градежна дејност. Уште по смртта на Филип, неговиот син Александар Велики, пред да го почне походот на исток, бил принуден да ги смирува тракиските племиња во денешна северна Бугарија. Но ниту операциите на Александар во денешните бугарски земји не можеле трајно да го скршат отпорот на слободолюбивите тракијци против македонските завојувачи. Големото востание на тракијците против македонците било толку значајно што им дало сигнал и на грците да востанат против Македонија и им создало сериозни грижи на оние македонски военачалници на кои Александар им ја доверил воената администрација на своите балкански владенија.